Пепелашка. Многу одамна си живееше една девојка која беше многу убава. Нејзината мајка беше одамна почината, па таа израсна со своја татко. Тој многу ја сакаше и добро се грижеше за неа. Еден ден нејзиниот татко се прежени. Од тој ден нејзиниот живот драстично се промени. Неговата сопруга и нејзините две ќерки се преселија во куќата. Уште од првиот ден кога дојдоа, тие не ја засакаа Пепелашка. Беа многу љубоморни на нејзината убавина и на нејзиното добро срце. Тие не беа убави како неа, а згора на тоа беа и лошо воспитани. Постојано лежеа и се обидуваа да станат поубави. Еден ден таткото мораше да замине на долго патување. Пепелашка беше многу тажна. Од тој момент животот на Пепелашка се претвори во пекол. Пепелашка отиде во градината и се изборуваше со своите птици. Во тој момент дојде макејата. Од денес ке живееш на таванот, и се обрати. И ки ги извршуваш сите домашни работи, и не сакам да се шеташ во оваа облека. Пепелашка на ова не знаеше што да одговори, па затоа го направи тоа што и го кажа макејата. Си ги спакува работите и се пресели на таванот. Од тој ден таа ги извршуваше сите домашни работи. Понекогаш се чувствуваше уморно, но на никого не му беше жал за неа. Исчисти го повторно подот, нели гледаш дека има прашина? Не си ги испрала лиштата, немам што да облечам. Пепелашка немаше пријатели, освен глувците и птиците кои доаѓаа на нејзиниот прозор. Поради големиот студ, Пепелашка навечер се симнуваше во дневната покрај огинот да се стопли малку и тука заспиваше. Деновите поминуваа, па така еден ден кралот објави: Нашиот принц организира бал во замокот. Сите девојки кои што не се мажени се поканети на балот. Девојките штом слушнаа, потрчаа дома и ја кажаа радосната вест на мајка си. Вие ќе бидете најубавите девојки на балот. Принцот мора да одбере една од вас. Така ќе живееме сите во палатата, нели мајко? Мора да купиме некои наметки и чевли. Ајде, подгответе се, одиме на шопинг. Додека излегуваа од куќата, Пепелашка ги слушна и беше многу тажна, затоа што таа не беше повикана. Подготовките траеа многу долго. Откако ќе ги облечеа нивните фустани, тие одеа пред огледало и си кажуваа: ние ќе бидеме најубавите девојки на балот. Беа толку многу сигурни дека принцот ќе одбере една од нив. Дојде денот кога требаше да се одржи балот. Тие станаа рано за да се спремаат и почнаа да викаат по Пепелашка. Пепелашка, Пепелашка, ајде, побрзај, спремај ги нашите бањи и дојди да ни помогнеш. Пепелашка цел ден им помагаше за да се спремаат. Полека, внимателно чешлајме, ме боли. После долгите подготовки, конечно беа спремни за балот. Навистина сте прекрасни, девојки мои. Пепелашка собра храброст и ја праша макејата: дали може и јас да дојдам на балот? Кој, ти? Да, поканата е за сите млади девојки. Дали е ова фустанот со кој ќе одиш? Принцот бара жена, а не слугинка, драга моја. Ајде, девојки, да одиме на балот. А ти, прво да ги завршиш сите обврски пред да одиш на спиење. Па така тие се упатија кон замокот.
Пепелашка остана сама, беше многу тажна и почна да плаче. Ке беше убаво и јас да одев на балот, да беа овде моите родители, ова немаше да се случи. Во тој момент се појави голема светлина. Пепелашка гледаше во светлината и беше збунета. Наеднаш се појави една прекрасна самовила. Моја убава Пепелашке, немој да плачеш, и ти ќе одиш на балот во замокот. Пепелашка беше целата збунета, па повторно праша: навистина ќе може да одам? Но погледнете ме каква сум. Не грижи се, јас сум тука да ти помогнам. А сега донеси ми тиква и 7 глувци. Пепелашка не разбра зошто и се овие работи, но сепак ја послуша. Веднаш појде во кујната, зема една тиква, па се качи на таванот и ги замоли 7 пријателчиња глувчиња да се симнат доле. Самовилата со своето волшебно стапче ја претвори тиквата во кочија. Потоа, едното од глувчињата го претвори во кочијаш, а другите 6 во убави бели коњи. Пепелашка не можеше да верува што гледа. Сега беше она наред, самовилата и прииде и со волшебното стапче ја допре. За миг на Пепелашка имаше прекрасен балски фустан. На главата имаше круна, а на нозете стаклени чевли. Изгледам волшебно, како принцеза. Сега морате да одите на балот, но не заборавај, пред да биде полноќ, мораш да се вратиш дома. Затоа што после полноќ ќе заврши магијата и се ќе биде постаро. Пепелашка ја слушаше внимателно, потоа се качи во кочијата и тргна кон замокот. Кога Пепелашка влезе во замокот, сите гледаа во неа. Таа изгледаше толку убаво и елегантно. Незината маќа и незините ќерки не можеа да престанат да ја гледат убавата девојка. Тие секако не можеа да препознаат дека е Пепелашка. По известно време се појави принцот. Пепелашка беше навистина најубавата девојка на балот. Принцот кога ја виде, на прв поглед се заљуби. Кога сите љубопитно гледаа во него, тој полека и пристапи на Пепелашка. Девојките беа возбудени, затоа што мислеа дека тој доаѓа кај нив. Ох, доаѓа на кај мене, извика едната. Не, доаѓа на кај мене, викна другата. Но принцот помина покрај нив и отиде кај Пепелашка. Најубава млада дамо, дали би сакала да танцуваш со мене? Пепелашка кимна со главата љубезно. Почнаа да танцуваат, а сите присутни гледаа во нив. Музиката толку многу ги занесе, што чувствуваа дека се само тие двајца во салата. Тие танцуваа цела ноќ. Пепелашка заборави на времето. Во тој момент големиот часовник и го привлече вниманието. Беше скоро полноќ. Тогаш Пепелашка се сети на зборовите на самовилата. Мораш да бидеш дома пред полноќ, затоа што магијата ќе исчезне. Па така, целата во паника, ја напушти салата за танцување и почна да бега. Кога трчаше по скалите на замокот, едниот чевел го изгуби.
но немаше време да се врати, затоа што веќе ќе поминаше полноќ. Така трчајќи, помина полноќ и се врати се постаро. Кога излезе принцот по неа, го виде чевелот на скалите. Тој го предаде чевелот на својата војска и им даде наредба: мора да ја најдете девојката на која и припаѓа чевелот. Ако треба, нека го пробаат сите девојки во кралството. Пепелашка се врати дома со трчање и отиде право на таванот. Почна да размислува за прекрасната ноќ. Знаеше дека нема шанси, но сепак се влюби во принцот. Дури и да ја најде принцот, зар би ја препознал ваква? Војниците на принцот одеа од врата на врата во кралството и ја бараа младата девојка на која и припаѓа чевелот. Но чевелот не припаѓаше на ниту една девојка. На крај војниците дојдоа во домот на Пепелашка. Кога ги виде Пепелашка, се израдува многу. Токму кога сакаше да излезе низ врата, макејата се појави. Каде одиш ти? Сакаш да го пробаш чевелот? Откако и се изнасмеа макејата и ја затвори вратата и ја заклучи. Не, те молам, застани, отвори ја вратата. Колку смешно, што би имала ти заедничко со принцот? Чевелот прво го проба по старата послабата сестра, но и беше мал. Видете колку добро ми прилега. Потоа чевелот го проба по младата сестра, но не можеше ни да влезе ногата во него. Па така тие разочарани ги спраќаа војниците. Пепелашка се обидуваше да излезе низ прозорецот, но не можеше. Па потоа седна на креветот и почна да плаче. Низ солзи почна да им раскажува на глувчињата како макејата ја заклучи. Откако ја изслушаа, решија да ја помогнат, па така едно од глувчињата се лизна под вратата. Макејата стоеше доле со војниците и им објаснуваше: а да дојдете утре, денеска носете им се отечени, сигурна сум дека утре ќе им бидат добри. Глувчето скокна во џебот на макејата, ги извади клучевите и почна да трча нагоре по скалите. Откако ги лизна клучевите под вратата, Пепелашка ги зема и ја отклучи вратата. Откако отклучи, истрча по војниците. Како излезе ти? Се запраша макејата. Застанете, ве молам, сакам да го пробам чевелот. Макејата и незините керки почнаа да се смеат. Во ред, кажа војникот. Тоа е наредба од принцот секоја девојка да го проба чевелот. Кога Пепелашка го проба чевелот, сите беа во шок. Тој стоеше совршено. Млада девојко, дали овој чевел е твој? Да, одговори Пепелашка. Ве молам, дојдете со нас во палатата. Пепелашка замина по замокот кај принцот. Принцот, кога ја погледна во очите, знаеше дека е таа девојката со која танцуваше. Конечно ја најдов мојата принцеза. Дали ќе се омажиш за мене? Пепелашка со солзи во очите од среќа ја прифати понудата. Тие се венчаа и си живееа среќна за секогаш.